Унапредувањето на човековите права, вклучително и правата на жените, е предуслов за развојот на секое општество втемелено врз демократски принципи. Мојата земја е поддржувач на прогресивните политики за родова правда и затоа заложбите и обврските во однос на телесната автономија, сексуалното и репродуктивно здравје и права беа едногласно прифатени. Прво, Северна Македонија се обврзува до 2026 година да го зголеми сеопфатното сексуално образование согласно меѓународните стандарди на Обединетите нации и во таа насока се подготвени 3-годишен акцијски план со пилот проекти и наставна програма за ученици од 13 до 15 годишна возраст. Второ, наша заложба е да го зголемиме опфатот на контрацепцијата од 14 на 20% преку подобрување на пристапот на девојките и жените до советодавните услуги за планирање на семејството и пристапот до абортусот како основно право на жените. Трето, се обврзуваме до 2026 година да го редуцираме бројот на детските бракови на тој начин што ќе ги оспособуваме девојчињата, адолесцентите и жените да носат автономни одлуки за своите тела и во таа насока ќе ги усвоиме неопходните законски измени и конкретни политики. Четврто, зголемена поддршка на автономните феминистички и женски организации. Паралелно со институционалните решенија, не помалку важна е промената на менталитетот кај граѓаните, на колективната свест за родовата правда, преку елиминирање на табуата што се врзуваат за овие сензитивни прашања. Наша обврска е да покажеме политичка волја и преку континуирани заеднички активности да овозможиме услови за емансипирање на жените и девојките на глобално ниво. Почитувани, за овие прашања не смее да се прават компромиси и да се дозволи каков било вид на дискриминација. Жените и девојките мора да бидат во позиција самостојно да носат одлуки за своето тело, базирани на знаења и информации. Дозволете да посочам дека Северна Македонија е една од првите земји која ги усвои заложбите на Меѓународната конференција за население и развој, презентирани на самитот во Најроби. Настојуваме во националните програми и буџети за сексуално и репродуктивно здравје да бидат земени во предвид потребите на најранливите и маргинализираните групи, вклучувајќи ги ЛГБТИ лицата, ромите, лицата со попреченост, сиромашните, сексуалните работници. Нашата држава од ноември 2020 е партнер во акцијската коалиција за сексуално и репродуктивно здравје и права и преку представници од ресорните министерства во владата активно учествува во активностите на оваа коалиција. Во духот на националното мото на Француската република Либерте, егалите, фратерните, посакувам и верувам дека овие наши декларирани заложби ќе бидат успешно остварени и ќе представуваат цивилизацијска придобивка за идните генерации. Ви благодарам.